Во срцето на Македонија, во центарот на најчистите реки, на најголемата пештера на Балканот Пешна, на убавата Бела Ица, по која, ако не сте знаеле, најчистата река во југоисточна Европа, од Виена до Стамбул, го носи името Белица, каде што се раѓа највкусниот зеленчук и овојше и најблагиот костен. Таму, во срцето на Горно Порече, е Самоков. Многумина, особено постарите, го знаат по фабриката за оружје во поранешна Југославија. Самоков тогаш беше просперитетна дестинација за жителите на околните 30 и повеќе села. Но во тој кус период Самоков почна да наликува на урбана и модерна населба со сите стандарди. Па еве, и денес не сме сигурни што е Самоков, село, населба или мало градче. А и од се помалку. Чичко Стрезо пак сега живее сам, а некогаш, како писмен човек, бил матичар за цело Горно Порече. Матичарот, клисарот и џандарот мора се да знаат, нели? Чичко Стрезо, колку години имаш? Ова ми е 92 до 8-10. Сега сме на 93-та од 2-10 овај месец. Порано беше животот повеќе на овај терен земјоделски, сточарски живот. Се живееше со стоката и овошните градинки, со костенот и јаволкото. На пазар се одеше во Прилеп, а јас се викам Торчески Срезо, од село Здуње сум. Дојден овде негде околу 49-50 година. Бев референт по граѓанска состојба на работа. Ме преместија од Здуње во Самоков. Дојдов и како референт по граѓанска состојба бев матичар и водев матичните книги народени, венчани, умрени. Името бе Самоков, легендата од кај? Легендата од Самоков, како што слушнав јас од овие старите луѓе, дека овде се копала руда, железна руда. Железната руда се исперувала од рекичките од земјата се исперувала, а потоа се пекла во печки. Работниците биле од Самоков бугарски се збореше претежно. Од Самоков бугарски, така да го взело и името. Една е таа верзија, другата верзија е од ковачите. Ковачи имало што правеле, мотики, лопати, копачи и како и селото Ковач горе. Иначе тука не била населба во Ковач се слегувани долу. Така да е дојдено за да има две верзии. Значи им викале Самокови, од тоа ли дошло? Да, Самокови. Кога го посетивме Самоков, се одржуваше првиот фестивал на здрава храна од овој крај. Над 30 со мед, костени, сирење, граф, ореви и јаболка, ама себе ние зирнавме во црквата. А таа отворена, а клисарот го нема. Па каде е? А тој, млад човек, отишол од спротива на саемот. Ако, важно, си имаат убава и нова црква. Нашиот храм го носи името Свети Илија. Има повод? Има. Во Самоков куќна слава е токму Свети Илија славата. По тој повод е направена оваа црква во 1986 година. Се темелите? Се удрени темели и е изградена црквата Свети Илија. Кога осветивте? 1986 Ја почната? Е почната
камен темелник, 1992 е осветена оваа црква. Кој ја градеш? Ова црква е изградена, ја изградил директорот на фабриката Сувенир, иначе Илија Поп Стефанија. А верниците даваа прилози? На времето давале верниците прилози, со кој колку можел, кој колку имал можности, давале сите, за да се изгради, помагале, ако не може со пари, помагале со работна сила и се изгради овој храм овдека што е. Има ли верен народ, си ја почитува ли традиција? Доаѓа? Последниве неколку години, значи се врати народот, значи почна да веруваат и доста има што веруваат луѓе. Идат, палат свеќи, се молат, помагаат тука што имаме работа, значи да работиме. Значи почна да веруваат луѓето повеќе во последно време, значи последните неколку години. А не идат само за Божик и Великден и за други празници? Не идат, значи има неколку празници што се големи и што се слават, значи овдека. Како Илигден е значи кучна слава во Самоков овака. Се слави Великден исто овдека од кога у последните неколку години, значи почнаме да викаме поп да врши литургија навечер, значи за Великден да осветува, мислам да пеет литургија, тоа што досега го немаше и доста народ се собира, значи последниве неколку години. И исто за Водици, значи ден пред Богоявление Водици, овде се светат котлињата од цело порече, значи од сите села, од мостот на Треска нагоре, значи слават Водици и идат тука во нашава соборна. Ова е како соборна црква, иначе секое село си има кој по една, кој по две цркви. Ама ова е за горно порече собор. Да, соборна црква. Колку села, десетина? Па негде 20 села се од мостот на Треска нагоре. Сега не се сите што идат тука, има и манастир покрај патот, значи и кај ними одат, но повеќето тука се кај нас во црквава. Има и венчавки, има и крштевки и мислам се она натаму послав. Зошто бе? Па зошто? Народот се сели. Се помалку луѓе има овде во Порчево. Ама ако има повеќе венчавки, ќе има и повеќе крстевки. Нормално тоа, че има и повеќе венчавки, че има и повеќе крстевки. Нема што. Со поранешната фабрика Самоков израсна во модерна населба со сите мишени. Има и хотел, Поречки бисер, со отворен базен, кој сега не работи. Со здравствена заштита, пошта, добро улично осветлување, широки улици и асфалтирани, бензинска пумпа, ама... Самоков како место е многу убаво за живење, но нема услови. Неговата поставеност Господ е дарувал со голема природа. Но се соочуваме со проблеми, како и секое населено место. Нашето населено место брои околу 200 домаќинства, за жал со околу 300 жители. Порано броеше нешто 450, си селија младите. Со затворање на фабриката Сувенир, нашите деца си заминаа. Сега Сувенир работи со она што останало, со 50 годишни луѓе. Дел од фабриката работи. Така да, местото на некој начин изумира. Штом нема колепка да се носи висело, нема напредување. А има услови, има добра инфраструктура. Инфраструктура имаме, но за жал не функционира. Канализација има, пречистителна станица има, со години е затворена. Односно не проработа. А што се однесува до водоснабдувањето, го имаме, но водата не е дозволена за пиење, бидејќи содржи тешки метали. Од каде? Па тоа ќе ги прашате оние кои што ја испитуваат водата. Овој предел се смета за најчист. Така е, но фактите зборуваат поинаку. Уличното осветлување е добро,
асфалтирано е Самоков 90%, постоја некои, ќе наречам чикмаци или мали улички, кои што не се асфалтирани, но се надеваме дека ќе се асфалтира. Сојден збор сепак е добро место за живење. Да, сепак е добро, но може да биде подобро. Поштата функционира и е добро функционира, болницата функционира, добар доктор имаме, добар, медицинскиот персонал е добар, но сепак, бидејќи е старачка структурата во Порече, потребно е медицинскиот персонал да се зголеми. Затоа што еден доктор не може да покрие 24 сати овој простор. Овој Митре го познаваме над една деценија. Питом и благороден човек. Беше инженер во сувенир. По затварањето на фабриката не дозволи да го фати малодушноста. Се посвети на пчелите и на природата. Ги знае сите вравулици низ планинјево, секој камен, секој синор, сите хранливи и лековити билки. Некој ќе помисли вистински горски цар. Не, тој е толку едноставен во исказот што просто плени. А и си ја сака природата и неговиот Самоков и поречието. Не замина кога можеше, а и не сакаше. Секаде е убаво ако знаеш што сакаш за себе и со себе. Митре е слободен човек, во склад со природата, а и се разбира со луѓето околу себе. Имаме што да понудиме, имаме вода, воздух, земја, еколошки чисти, незагадена, природата е, воздухот чист, водата чиста, земјата уште не е со пестициди загадена, така да нудиме, тоа е најосновното. Јас имам околу 100 семејства, иначе сум 20 години пчелар, а сум самоук од Сега предаваш на младите. А сега на младите им кажувам, почнав да студирам пчеларство, иначе сум дипломиран металург, техничко лице, и тоа желбата према пчеларството ми е голема и можат да бидат пчелари само луѓе, добри луѓе кои сакаат, кои можат и кои умеат. Пчелата сакат искреност, честност и поштеност. И најбитното да не е алергичен кој сака да се бави со пчеларство. Таму е духот се одмора кај пчелите. Јас познавам 25 врсти на печорки од ова поднебје, што ги имам јас лично консумирано и ги приготвувам на мој специфичен начин и секој што пробал се одушевил и стварно се добри, а исто така и билките ги познавам, пошто билките одат заедно со пчелите, а пчелите кај што одат, тука е и медот, тука е здравјето, тука е екологијата и затоа тие одат сродници. Кој ќе се навлезе во таа наука е многу природата, пчелата, човекот треба да ги искористи. А што беше она со мечкината трева салата? Мечкина салата, таа има во планиниве згоре и мечката во зимата, нели, сега порано имаше големи снегови и зимуеше, а сега не зимуе малку, кај да се измени климата, неќе да зимува, меѓутоа во зимата таа спие и фали фактички да се прочисти организмот и барат оди во природата и таа тревка леур, мечкина салата викаат, мечкина салата и од неа оди да пасе организмот му барат да се прочисти. И е многу лековита таа и за луѓето, за холестероли, за маснини органи, крвни садови, многу помага таа мечкина салата. Таа мечкина салата се прави во тинтура, се консумира може со салатичка, со прополка, со шливка, со ракија, а може да се користи и онака со тинтури прават као лек кап. Митре, до кога? Додека постои пчелата, ќе има живот на земјата. Ако нема пчели, ќе нема човек, ќе нема нас. Сите и така, тоа е реалноста, таа е вистината. Науката докажава
дека 5 до 10, негде ја имам среднато 5 години, 10 години ако пчелата не постои, нема да постои свет човек на планетата Земја и затоа треба максимално сите да се заложуваат, да ја чуваме природата, да ја чуваме билките и пчелите ќе живеат. И ние апсолутно со пчелите. Ако имате малку слободно време, посетете го Горно Поречи Самоков. Тука е се поврзано со природата и природното. Довидување од некое друго убаво село во Македонија.